За децата и учениците од 4 до 18 години, како и за наставниците и професорите во новата учебна година во Грција, задолжителна ќе биде употреба на маска, која преку Министерството за внатрешни работи и општините ќе биде бесплатна. Министерката за образование на Грција во интервју за грчка телевизија рече дека ја прифатиле препораката од надлежната комисија на епидемиолози за задолжителна употреба на маска во забавиште и градинките за деца од 4 до 6 години, како и во основните и средните училишта. Во понеделник официјално ќе бидат соопштени правилата и протоколите од кои на 7 септември ќе започне новата учебна година во Грција. Сакам да бидам апсолутно јасен, вакцината за COVID-19 ќе биде бесплатно достапна за сите грчки граѓани, рече премиерот на Грција Мицотакис на денешниот редовен состанок за коронавирус, додавајќи дека иако се уште не е познато кога ќе биде на располагање вакцината, сепак ќе биде бесплатна и ќе постои редослед за вакцинирањето. Кога и да имаме вакцината на располагање, бесплатно ќе биде достапна за сите грчки граѓани, она што ќе го стори државата, бидејќи очигледно нема од првиот ден да имаме достапни дози за целото население, ќе биде со апсолутна јасност да се одреди редоследот според кој што ќе треба да се вакцинираат нашите сограѓани, почнувајќи од здравствените работници и високоризичните групи, но вакцината ќе биде бесплатна за сите, рече Мицотакис. Најмалку 5 лица загинаа, десетици и илјадници луѓе се принудени да ги напуштат своите домови во заливското подрачје Сан Франциско, каде беснеа десетици пожари предизвикани од над 11.000 молњи. Во Калифорнија веќе една седмица има рекордни температури, а во неделата во долината на смртта беа измерени рекордни 54,4 целзиусови степени. Истовремено земјата е погодена и од најлошите бури во последните 20 години. Неделава околу 11.000 молњи предизвикаа 370 пожари.